Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден во ова последно издание за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме за она што претходно го коментиравме во изминатите неколку денови, а резултираше со депонирање на условената оставка од страна на премиерот Никола Груевски денеска до Собранието на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Да ја слушнеме за почеток изјавата на премиерот Никола Груевски од текот на вчерашниот ден по одржаната пресконференција и потоа ќе се вратиме во студиото. Утре изутрина до председателот на Собранието на Република Македонија ќе го испрата моето писмо со оставка на функцијата председател на владата, која ќе биде ефективна на 100 дена пред официјалниот датум на избори. Што значи ова за нашата држава? Прво, оваа оставка ја покажува силата на нашето убедување и верба во демократијата. Најдобрата победа над оваа валкана кампања против Македонија, водена преку најразлични методи изминатава година, односно година и пол, се чисти избори, кои нема да дадат никаков изговор никому. Депонирана, но не и активирана. Ваква премиерска оставка го дочека еврокомесарот Јоханес Хан. Премиерот Никола Груевски по состанокот вчера на извршниот и централниот комитет најави дека оставката денеска ќе стаса, односно веќе стигна кај собранискиот спикер Трајко Велјановски, ефективна ќе стане 100 дена пред избори кога и да бидат тие. Дополнително настрана од она што го слушнавте во текот на изјавата пред малку, премиерот Груевски напомена: Јас сум против ваквото држење во заложништво на нашата држава. Договорот опфаќа и повлекување на премиерот пред изборите. Навршуваат 100 дена. Јас стојам и за тој дел од договорот. Сакам конечно да се остават сите проблеми, конфликтност зад нас и сакам нашата држава да оди напред. Утре изутрина до председателот на Република Македонија ќе го испратам моето писмо со оставка од функцијата, таа ќе стане ефективна 100 дена пред изборите, напомена Груевски. Груевски изјави исто така дека неговата партија ги испочитувала сите рокови и обврски, избор на специјален јавен обвинител, нова државна изборна комисија која вели е во полза на опозицијата, влез на министрите на опозицијата во владата, нови закони и реформи. Премиерот исто така изјави дека граѓаните ќе го препознаат неговото делување и дека опозицијата ќе го добие од граѓаните. Оваа оставка ја покажува силата на нашето убедување и верба во демократијата. Најдобрата победа на оваа валкана пропаганда се чисти избори кои нема да донесат изговор никого. Огромна ќе биде победата заедно со вас и на следните избори. Мојата партија и јас лично се држиме до овој договор. Ваше е правото да одлучите кој ќе ја води оваа држава, порача вчера Груевски. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење и по однос на тоа како вие ја разбирате оваа условена оставка од страна на премиерот Никола Груевски, која Сабајлево ја депонираше, односно ја поднесе до Собранието на Република Македонија и председателот тамошен. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, погласно држијате. Повелете. Па што да ви кажам? Ова е врв на игрите на Груевски. Кај се избирачките списоци? Кај е попис на населението? Он сето тоа го буткаше под тепих за да си овозможи понатаму да се пролонгира 24 април како ден на изборите. А во меѓувреме само вработува. Се повеќе и повеќе вработува по партиска линија свој партиски војници, кои што понатаму, ако ги изгуби изборите, тоа никој не го знаеме, ако ги изгуби изборите, тие што ќе дојдат наред, не е важно кој ќе дојде. Администрацијата веќе тежи, веќе сите викаат дека на волка број на народ во нашата држава имаме повеќе администрација процентуално од што имаме народ во државава. Значи, тие ќе треба селекција да прават, ќе треба не да ги бркаат луѓето, меѓутоа на некој начин да ги отстранат луѓето. И тоа ќе биде ука-бука по тие новите,
Еве, испуштаат вработени луѓе. Тога ќе биде кривицата на сосема друг. Уште нешто. Зашто се чекаше до синојка? Таа условна оставка да се даде. Можеше да каже и пред неколку дена, беше од 1 јануар да поднесе оставката, можеше слободно да каже ќе дадам условна оставка за тоа и за тоа и за тоа. Меѓутоа, он до последниот момент не кажа ништо и сега одеднаш народот се најде збунет. Меѓутоа, тоа е врв на неговите игри и што мисли дека сака, не мисли, туку сака и понатаму да остане на таа позиција. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Па имам многу да зборувам, 3 дена и 3 ноќи, меѓутоа 1 минута ќе ми биде доволно. Ајде. Црното бело, белото црно. Не знам дали имам проблем јас во очите или не знам што е работата. Вработувал Груевски, вработува законски. Меѓутоа Ременски дали вработува законски. Значи, тоа е таа шизоидна состојба во државата. Принципијалноста се нарекува изигрување. Јас Груевски многу добро го познавам, уште кога бев лидер на ТАД, кога го подпишувавме договорот за обештетување на ждачите. Рече тогаш и тогаш ќе дојдеме, во Епинуал ќе се собериме и ако го прифаќате ова, арно, ако не, нема обештетување. И вистина го испочитува договорот. Види Огнен, се работи за една изразито принципијална личност, која во овие обштествени реалности е несфатлива. Например, и мене неговата принципијалност во некојаш ми е несфатлива. Значи, што ќе речи го извршува. Ете, тоа е тоа, 20 години владе, меѓу народ, од социолошки аспект, од психолошки аспект, владе е лага, репрограмирана лага и така натаму. Некои војводи станеа капиталисти, а се колнеа во своето војводство, се сеќавате во минатото, алузијата не сакам да ја обзнанам. Не разбирате? Премногу акумулација на лага имаше во општество, значи како народ, изборувам како на брат. Добро, како вие разбирате условената оставка негова? Види, мудра одлука, принудно е, меѓутоа мудра и превентивна. Бидејќи Заев не дава до знаење дека сака на избори да излези. Стално наоѓа некои рачки. Причини наоѓа за да не иди на избори на 2/4. И сега Груевски мора превентивно да се огради. Ме разбирате какви се тие односи. Добро. Благодарам. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Добар ден, дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас ова оставка ја разбирам како да не е дајана оставката. Еве зашто. Например, ова оставка, тој може да си го истера мандатот до крај. Со ова оставка, ваква, условена оставка. Како? Па еве видите што се случува во комисиите, што се случува што може да направи специјалниот јавен обвинител. Никој на специјалниот јавен обвинител не му се јавува. Поканети се да сведочат, што ти ја знам таму, Протуѓер, едни други, сите што беа поканети, освен Груевски никој не ја, ама и Груевски беше исто така во затворена седница, значи беше кај специјалниот јавен обвинител. Исто така во комисиите. Сега барат комисија за испитување на личните карти. Значи, да се формира нова анкетна комисија. Покрај ова друго, што веќе постои, се бара и таа анкетна комисија. Повторно се напушта анкетната комисија, се растура, се закажува за друга дата, едно друго. Ова лака може да оди до недолет и Груево до недолет може да биде премиер со условена оставка. Значи, нема дата, не му е дајана дата, до таа дата да ја свршиш работата, ова работа се... Исто така и со списоците, со пописите, со
исправка на сите тие работи, на сите аномалии кои што му се даени со договорот на Пршино. Исто така ништо нема решено со тие работи. Освен 2-3 работи што има решено таму, друго ништо нема решено. Значи, ова и не е оставка. Јас не е рачунам за оставка. Оставка е како на Романскиот. Потрај малце една недела, две, после тоа сами си ги подоре патиките и си замина. Добро. Така треба и Груев да си направи и да го слободи овај народ од да не биде во безсознание толку време. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Изутринава премиерот Никола Груевски му ја достави својата оставка на председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Тој потврди дека ја примил и дека ќе постапува во согласност со уставните, законските и деловничките права и обврски. Имајќи ги предвид преземените обврски на лидерите на најголемите политички партии согласно договорот од 2 јуни и протоколот од 15 јули, ќе го следам исходот од денешните разговори со посредство на меѓународната заедница. Искажувам надеж дека лидерите ќе успеат да ги надминат меѓусебните предизвици, а во функција на натамошен демократски развој. Верувам дека во периодот што следи ќе биде направен уште еден исчекор во исполнувањето на обврските од постигнатиот договор, стои во соопштението на Трајко Велјановски, председател на Собранието на Република Македонија. Велјановски е внимателен и не прецизира кога ќе ја закаже седницата на која ќе биде констатирана оставката на првиот министер и ќе биде избран нов. Се зависи од разговорите во Пршино на кои треба да падне конечен договор, дали ќе има избори на 24 април или тие ќе се одложат. Ако има, односно ако партиите се држат до протоколот од 15 јули, денеска до 24 часот треба да се одржи итна седница на Собранието, на која Емил Димитриев ќе биде назначен за премиер. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, Много повелете. поздрав од Велес. Поздрав до Велес од нас, повелете. Согласно договорот од Пржино, премиерот Никола Груевски утрово депонираше својата оставка до Собранието на Република Македонија. Груевски е човек од збор. Тој секогаш го почитува зададениот збор, тоа сите го знаеме. На сите не е јасно дека оваа оставка е само привремена. Груевски привремено се повлекува од функцијата премиер, затоа што е убеден во поддршката од народот и во убедливата победа што ќе се случи на 24 април. Народот е со Груевски. Сите ние сме на страната на работата, на доблеста, на вредностите кои ги внесе Груевски во работењето на владата. Народот е со Груевски, бидејќи народот сака луѓе работници, вредни луѓе кои си ја сака државата и луѓе кои тоа што ќе го ветат, тоа и го исполнуваат. Груевски е таков човек и затоа народот е со Груевски. Сега Заев е дотеран во ќош. Сега мора да оди на избори. Да ќе видиме што ќе се случи сега во станокот во Пржино, но се надевам дека на 24 ќе има избори. И до сега да знаеме сите дека на некуп начин се обидуваше да ги одложи изборите, да избега од соочување со народот, ама сега нема каде да бега. Заев нема повеќе аргументи на што ќе се вади сега и за да избега од изборите. На што ќе се вади сега за позор што ќе одрживее и тој и неговата погубна политика. Се знаеме што ќе се случи на 24 април и се знаеме дека на ССМ ќе му се случи народ. Громогласна и жестока казна од народот за Заев, за сите измами, афери, криминали, за сите усени лоши работи. Тие се живата пропаст на Македонија. Тие се дното на општеството. Народот е со Груевски. Пријатно, Огнен, и се најубаво. Пријатно и јас вам ви посакувам се убаво. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сега вака, слушаме внимателно, јас ќе кажам малце поубаво или како ќе биде. Мене ми се чини дека изборите кои ќе дојдат, сега Заев и Груевски се закачени невидено. Може ли да биде некои стабилни луѓе да се јават и правилни да се водят државата како што треба? Сега вака, направено у државата хаос и ако речеме да ја именуваме, полно работи има, колку добри, повеќе недобри. Сега, викаме ние Груевски носи од надвор инвестиции. Еве носи инвестиции, такива слаби инвестиции, таму што ќе дојдат од странство, само кај нас као социјално ги плаќаат. Не одиме така. Тој е у Каварци фабриката,
Ако у Германија 200 евра нема да и плаќа германците. Нема да и плаќа. Барем овдека 300-400 евра да му дава на работникот. Шо е тоа? Не чини тоа. Таквија бедни што ги носи од тамо у бедната држава и бедни ние ќе бидеме секогаш. Да застанат здрави луѓе, да застанат убо, да поведат Македонија како што требе. Јас не викам да биде социализам или комунизам или вова или што ти ја знам, да биде здрава држава со здрави закони и кој ќе греши затвор. Да има премиерот и ако му сгреши на некој од вие министрите на друго да ги вади, да ги дава на суд, оти грешил. Тоа е државата ќе ни тргне нас напред, а не со лаги, со кривинашки работи. Не бива државата никој пат нема да ни оди напред, нема да ни оди. 25 години сме се останете сами сме. Добро. И никој не направи. Нити СДС, нити ВМРО не направија држава. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Значи, денеска разговараме за тема која што се однесува на депонираната оставка на премиерот Никола Груевски, која што ќе биде ефективна 100 дена пред одржувањето на предвремените избори. Како вие го разбирате тоа? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до вашата телевизија. Ви благодарам, поздрав и од нас до вас. Ако не беше вашата телевизија, ќе живееме во еден медиумски мрак. Повелете, благодарам. Ова влада на чело со Груевски државата ја доведе во колапс. Почне од здравство, судство, полиција, јавно обвинителство и така натаму. Отвара странски инвестиции, привлекува. Да, привлекува, доведува робовласници, а својот народ го претворува во робови. За плата 150 или 200 евра. Понатаму, неговото повлекување условно е затоа што ништо не е припремено за наредни избори. Сите они криминали што се направија за претходните избори, сите се те уште на сцена, ништо не е отклонето. Затоа подвлекува поднесува условна оставка. Има за ова многу да се зборува, меѓутоа каков морал поседува тој човек кога половина од народот да биде жртва по негова вина, тоа нема да се повлечи. Што би во премиерот во Руманија за една ситна работа, не баш ситна, меѓутоа од морални причини се повлече. Неговиот еден министер не се повлече, дали министерот за здравство го среди образованието, го пропасти, го доведе во колапс. Ова образование стана фабрика за производство на аналфабети, интелектуални инвалиди. Добро, да се фокусираме, ќе ве замолам на оставката. На оставката. Па тоа е да се припремени условите за слободни избори во ред. Меѓутоа ништо не е припремено. Пак оние кражби што настана на претходните избори ќе се повторат и сега. Саев треба да се прогласи за народен херој и додека е жив да му се подигни споменик повисок од Милениумски крст. Поздрав од мене. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дел од пратениците оставаат можност седницата да го дочека утрешниот ден, доколку биде донесена одлука за одложување на предвремените избори за јуни или за септември. Веројатно нема да биде активирана ниту оставката на Груевски. При незиното депонирање тој најави дека таа станува ефективна 100 дена пред изборите. Лидерите со помош на Хан треба да ги забрзаат и другите обврски. Преговарачкиот процес е закочен ке медиумите, а итно треба да се даде согласност за двете методологии за пречистување на избирачкиот список, како што бара Државната изборна комисија. Инаку Емил Димитриев на премиерската функција техничка би доаѓал од позицијата генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, функција која ја извршува од 2013 година. Тој во 2011 станува пратеник, а претходно работел како заменик министер за одбрана. Претходно тој работел и во Злетовица и во Советот на општина Пробиштип. Димитриев е социолог, но има диплома и од Воената академија за резервни офицери. Роден е во 1979 година во Пробиштип. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака,
народов дали е свесен и не знам што мисли дека Груевски е турка држава во граѓанска војна. Откако се донесе договоров од Пржино, секој ден тие обструкција правеа да се влечи, да не се заврши, не давајте ова, не давајте она, контра прогласувајте, например, сеганките комисии. Јас го жалам и го оправдувам од една страна, затоа што во која кожа ќе влага за овај криминал што е. Ова Лешанкава кажува криминалот Заев. Па Заев изјави, ајде на лице место да излезиме во собрание, и Груевски и јас, да кажеме кој што имаме, кој што сме правиле. Зошто се крие како глучец? Ја не знам народов што мисли, колку е заслепен. Тие ако има такви вработувања по оние фабрикине, па тие камерине ќе трештат секој ден да снимат, вработени ве излагаат, се фалаат со плати, па види како работиме, тоа имаме, толку земаме. А не лопати, само фрла по дупки на лопати, друго не покажуваат тие што по фабрикине кај се работи. Јас само знам како работа и што земат. Тие парите ги изнесуваат надвор, со тие пари ги враќаат назад преку тие контејнери, не се фабрики, и луѓево им плаќаат државата. Добро, како вие разбирате оставката на Груевски? Тоа е, како ти кажам, како некој дете што не разбира ништо. Каква, кој ќе давам оставка, не условна, не условна. Од една страна давам оставка, а знај дека ќе ги нема да се согласуваат со МТВ, со новинарите, со пречистување на избирачкиот список. Знај тоа дека ќе не може се запре и затоа условна. Што ги замајува луѓево? Ја мислам ќе го доживеј, да не речам малце да бидам построг, да не го доживеј Гадафи, ако стане некоја граѓански немир. Он на тоа оди. Он мисли дека цел народ е со него. Не е цел народ со него. Народот, што он слезе во оние луѓе, да не ги подценам, што многу не разбират и се задоволни. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Штом ке речете дека не сакате да подценувате некого и немојте да го правите тоа. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, поздрав Огнен од Прилеп. Поздрав и до вас, повелете. Толку лош карцином, сега е отворено, телото е отворено. Карциномот е многу лош. Овој карцином не може да го исчисти Светилија. Та само Катица Јанева, ако му дојди тоа. Инаку ова не се чисти така лесно. За ова да се прочисти кај нас, толку е замрсено, ова не личи на држава, че треба од 98 почна да оди колата изврно. 7-8 години че треба ова да се исчисти. А тој уште е замрсува работата, уште е дави. А за ова е много принципиелен. Рече го затворам, брат Любе, го затвори. Го затворам, Веручки, го затворам, новинар, како го вика Кежаровски. Многу бездостоен е да зборот се стои и то со филмови ги затвора. Се најубаво и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Еврокомесарот Јоханес Хан ја заврши серијата билатерални средби со лидерите на 4 партии подписнички на договорот од Пржино, на кој беше запознат со нивото на досегашната реализација на врските, односно со партиските ставови дали се исполнети сите услови на 24 април да се одржат фер и кредибилни избори. По билатералните средби во резиденцијата на Европската Унија во Скопската населба Пржино започнува заедничка и клучна средба на Хан со лидерската четворка на која треба да падне финалната одлука дали Македонија ќе излезе во изборен процес овој април. Од тоа ќе зависи и дали ќе биде ефектуирана депонираната условна оставка на премиерот Никола Груевски. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во врска со оставкава? Да. Ова врска нема со оставка никаква. Тој сака да биде на 2-3 столчиња сега да седи. Ако во случај овиот надвор, Хан и компанија, што Хан не верувам, Хан е негов човек, кажа нешто друго, еве сега, ту не важит, ќе се вратам поново премиер. Ово татко во имото е, па сега ќе го наследиме, ќе одиме, ќе копаме, ќе ораме и ред други работи. Второ, господјава што го бранеше пред 3-4 пред тоа, то кажа, веројатно ноќеска е родена, ама не ми изгледа толку млада. Таа не е тема на разговор, повелете за темата. А за темата е таа, викам дека таа не е тема на разговор, зборувајте за темата. Принципиелен бил, а ја викам дека не е тако, тоа е преварант. Како може да го држи тој народ во заложништво? Давам, не давам, па кој те прашува тебе? Еве ти кажам лично, слушај ти и сите нека слушнат. И да ја добијат
власта поново. Што има шанси затоа што Заев ја викам дека не смее Заев да иде на избори со вакви преваранти. Да ги намести тој работиве, сега министеров на полиција не бил способен да ги најде луѓево. Па кој отвори тендер? Тапка ми го пусти тој тендер тамо за тие пасоши и лични карти и возачки. Кој може да раководи со тоа? Тој што е на власт. Не. Ја ти кажувам дека и да е добие власта Груевски, ќе го најде чудо големо. Еве нека запамта сите. А овој народ, не сите, поединци, не се нормални. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ќе ги замолам гледачите да се воздржат од коментирање на оние со кои што не се согласуваат во своите мислења, односно кои имаат различно од нивното, бидејќи секој има во демократските процеси свое право на мислење и своето да си го изрази, и поради тоа не треба да биде ниту навредуван, ниту непочитуван. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Оген. Благодарам, поздрав и до вас. Благодарам. И сега сакам за како се вика, за оставката. Меѓутоа прво морам да спомнам за овие двајца претходници, дека се воздржат од етикетирање на народот, да ги прават... Само што го побарав тоа, повелете за темата. Така, благодарам. И јас сум таа што пред некој ден рече дека Груевски се исполни во животот, ќе го исполни ова, што значи бе по право. Зема да депонира оставката. Меѓутоа, и сите треба да се сложат дека треба сите да се сложат со ова, да се одржат изборите, а не стаја да превртуваат. Демек Заев вели сака бе честни избори, па тој колку време ќе му треба за честни избори. Значи може уште 3 години да му треба. Па за тие 3 години Груевски ќе се биде на власт, ако му треба него честни избори. Затоа што они се нечестни и сега вртат како да дојдат на власт без избори. Па нема така. И затоа јас некоја кажав и реков дека ќе ја депонира. И од сите другите што слушнав, кажа дека ако навистина се поместат изборите за септември, тогаш Груевски нема да си поднесе оставка, ќе ја повлече оставката. Тоа ми беше зборот, а што граѓаните што се јавуваат, што велат дека Груевски ваков, таков, онаков, окей, меѓутоа се они се на власт. Овој Ременски, овој Спасов. Зашо има проблеми во МВР, а сите луѓе ги сменија главните. Они рекоа порано дека нема, мислам он рече Спасов дека нема уопште да се реваншираме, да се светиме, меѓутоа тоа за многу кратко време го одрече. И не е фер така што прават, затоа што и тие луѓе што ги ставаат, нели знаат дека ако пак дојде ВМРО на власт, дека тие ќе бидат повлечени. И што и тоа играчки се прави. На тоа мислам. Благодарам Огнен што ме послуша. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Исходот од средбата со голем интерес го очекува и македонската јавност. Нема назнаки колку време би траела заедничката средба, односно дали лидерите утрото ќе го дочекаат во пржино како што тоа беше по обичај. Прв со Хан денеска се сретна лидерот на СДСМ, кој по средбата изјави дека сите партии ќе си направат пресметки дали се исполнети условите за избори. Премиерот со условена оставка и самиот е свесен дека не се стигнува со роковите за проверка на избирачкиот список. Опозицијата е најважниот фактор кој треба да обезбеди кристално чисти избори, рече Заев. По едночасовната средба со Хан, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски не даде изјава. Сега одам да отворам нова фабрика, кратко изјави Груевски. Лидерот на ДУИ Али Ахмети потенцираше дека институциите ДИК, ОПСЕ, ОДИХР и други треба да се изјаснат и да дадат проценки до каде се стигнати подготовките за организирање избори, а лидерот на ДПА Мендух Тачи кусо искоментира избори на 24 април. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас никогаш не сум се јавила, меѓутоа од сности навака, што знам зашто имам потреба сега да кажам нешто. Мило ми е, повелете. И покрај тоа што ве следам секој ден, немам некогаш потреба да коментирам, оти се е многу јасно во оваа држава. Так. После сите обструкции Груевски што ги направи, ова е срамота што го прави до крај. Значи, све што можеше да направи, да изманипулира, тој го изманипулира овој народ. Се повикува на народот. Ниеден момент тој не размислува за народот. Размислува само за себе. Неговиот интерес е прв и на семејството него, на фамилијата, како ги викаат популарно, и ништо друго.
Меѓутоа, нема да ценам како цени народот, не сум јас таа што треба да ценам за тоа. Морам да кажам, тој човек е најголемото зло што можеше да и се случи на нашата земја. Поголемо зло од Груевски нема. Имаше никогаш. Оти наредните што ќе дојдат ќе бидат под голема лупа. Никогаш веќе вака мислам дека народот нема да дозволи и да остави некој да дојде на власт и да прави ама буквално што сака. Оти никаде у светот тоа го нема. Денеска читам на интернет сега на меселе снајпери со најмодерни за ноќно пукање за ова зона. За кого ги набавуваат снајперите? Кого ќе тепаат? Сопствениот народ ќе го тепаат. Така, да. Да не се... Навистина е веќе страшно во ова наша држава. И отпуштаат кого треба, кого не треба од затвор. Навистина се понашаат како да татко му на Груевски му е оставил државата и му рекол: синко, ова е твое наследство и прави што сакаш со овој народ. Гази го, плукај го, малтретирај го, носи му робовладетели тука да работат без пари луѓето. Крај. Добро. Навистина, ако имаше малце доблест, требаше да свати и конечно и тие што ги плаќа од странство да му кажуваат како треба да работи и што треба да работи, да му кажева да, меѓутоа има момент кога навистина е доста и треба да си поднесе оставка. Так. Што побрзо не напушти ова зло, овој народ ќе се роди. Ви благодарам што ме слушавте пријатно. Јас вам ви благодарам за јавувањето, убав ден за вас. Одиме со последниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Повтор па се јавувам и се на вистина, она што го кажа, тоа е тачно. Јас прошлиот пат реков дека Груевски без војна не си заминува. Тој се припрема за тоа. Дури сега има поише време од како даде некаква си оставка. Меѓутоа, таа оставка тоа е пак лепенка во владата. Меѓутоа, се додека Груевски Али Амети не бидат затворени на 15 март од јавната обвинителка, оваа држава ќе оди во пропаст. И мислам дека се спремаат големи револуции во нашата мала држава. За жал, сончева држава, но ќе се закрвави. И прошлиот пат реков, и сега го потврдува. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, како до вас, така и до сите останати. И се вклучија внимателно во текот на изминатите емисии, каде што разговараме за она што се очекува како исход од правно-политичката криза во која завлезе Република Македонија минатата година 2015 од јануари и февруари наваму и се уште тоа трае. Ние медиумите остануваме да следиме како ќе се одбива и клучната средба денеска, каде што треба да се одлучи да останат на датумот или ќе бидат одложени, со што и ќе се знае дали ќе биде ефектуирана депонираната условена оставка на премиерот Никола Груевски 100 дена пред одржување на предвремени избори. Од мене пријатно и убав викенд. Телевизија 24 вести. ...24 анализа. Соочувања, дебати, полемики. 24 вести, 21 часот. Во најновата работна сабота релаксирајте се со Милан Глигоровски и Адриан Гаджа. Гледајте не во 14 часот и 30 минути.